Колеги, може ли да почнем? Почитувани советници, ја отварам 24-та седница на Совет на општина Кавадач закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Констатирам дека форум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, доставен и записник од 20-та седница на Совет на општина Кавадач одржана ден 8.4.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 23-та седница на Совет на општина Кавадач одржана ден 8.4.2019 година? Ве молам кој е за усвојување на записник од 23-та седница на Совет на општина Кавадач, одржана 8.4.2019 година. Едногласно. Со решението за свекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, закажана за денес и тоа. Поделено. Предлог одлука за кофинансирање на проектот изградба на скеј парк со 7 елементи на уредување на пешачки и велосипедски патеки во Вардарски плански регион. Под 2. Предлог одлука за одредување на приоритетни проект подобрување на инфраструктурата и енергетска ефикасност на средно земјоделско средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадач. Поради оправданоста од претходните точки на дневниот ред и точките кои се дополнуваат доставени согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадач, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за кофинансирање при аплицирање на проект подобрување на инфраструктурата на енергетска ефикасност на средно општинско училиште Ѓорче Петров Кавадач. Согласно Деловникот молам за произнесување по предложена за точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка. 3. Предлог одлука за кофинансирање на аплицирање по проект подобрување на инфраструктурата на енергетската ефикасност на средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадач. Поради поврзаноста дополнувањето одма ги читаме. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадач, предлог дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог правилник за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадач за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадач за купување на енергетски ефикасни грејни тела. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со пореден број 4. Предлог правилник за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадач за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадач за купување на енергетски ефикасни грејни тела. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадач, предлагам дополнување на дневен ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 2019 година. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 5. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 2019 година. Согласно Деловникот следствено понатаму се менува редоследот на точките од дневниот ред. Под точка 6 годишен извештај за постапките со отпад. Годишен извештај за постапување со отпад по програма за управување со отпад на територијата на општина Кавадач за 2018 година. 7 точка. Предлог програма за управување со отпад на територијата на општина Кавадач за 2019 година. 8 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадач за 2019 година. 9 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 19/19 пред Основен суд Кавадач. 10. Точка број 10 се иззема од дневниот ред.
Предлог одлука за давање согласност склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 16/19 поведен пред Основен суд Кавадаци, следствено понатаму се менува редоследот на точките од дневниот ред. Точка број 11. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, ревизија на дополнување на основниот проект на главниот колектор за отпадни води на град Кавадаци до прочитителна станица, измени во текот на градбата од Друштво за градежни проект и услуги Генинг ДО Скопје. 12 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, изразено како изведување на реконструкција на фонтани Кожувчанка. 13 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро, изразено како дрвени столици, јами. 14 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за отпис на расходување на основните ствари со архивски број 02/126/4 од 19.7.2019 година. Донесување на седница на училишен одбор на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци. 15 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа на урбанистички планови во општина Кавадаци за 2019 година. 16 точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. 17 точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект за образование во Михајлово. 18 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадаци. 19 точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрување на поставување на урбаната опрема на подрачјето на општина Кавадаци. 20 точка. Предлог одлука за утврдување на стандардите и постапките за временни објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Кавадаци. 21 точка. Извештај за редовното работење на ЈП за стопанисување со спортски објекти Миту Хаджи Василев Јасмин Кавадаци за период од 1.1.2019 до 31.3.2019 година, донесена во Управен одбор на ЈП за стопанисување со спортски објекти Миту Хаджи Василев Јасмин Кавадаци. 23 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за издавање на објекти под закуп, донесена од Управен одбор на ЈП за стопанисување со спортски. Ова е изземена. Да. Ова нема, се иззема 22. И претходната нели? Извештајот. Не се договоривме со да се тргни после предлог. 23 точка. Насловот на новата точка се менува со и гласи: Предлог одлука за примање и одлука за примање донација, основен проект со техничка документација од Конто Хидропласт, Дуел Гевгелија и предавање на ЈП Комуналец Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за днешната седница и тоа: Предлог одлука за поставување на и важење на одлуките за давање на времено користење недвижен ствар на ЈП Јасмин Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување на предложена точка на дневен ред, кој е за и против. Таа е тргната. Одлука за поставување и важење на одлуката за давање. Значи престанување на важење. Значи одлука за престанување на важење на одлуката за давање на времено користење на недвижен ствар на ЈП Јасмин Кавадаци. Значи одлука за да се престанок на важење става. Значи вика предлог одлука за престанување на важење на одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар на ЈП Јасмин Кавадаци. Значи базентот беше даден на ЈП Јасмин, сега престанува да важи. Останува на општина Кавадаци. Да. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, кој е за? Констатирам дека е усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 24. Предлог одлука за престанување на важење на одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар
Јепа Јасмин Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар под број 1370/79 КО2 во собствена општина Кавадаци по пат на електронско наддавање. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КО број 1379 КО Кавадаци 2, собствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Во градски базен треба. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за примање на донација материјално добро изразено како изведување на реконструкција на фонтана Кодинг Горска. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 26. Одлука за примање на донација материјално добро изразено како изведување на реконструкција на фонтана Кодинг Горска. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на комплексот Лалуна со воведување нова спа содржина, угостителски дел, игротека и други содржини во форма на отворен проект објект. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 27. Предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на комплекс Лалуна со воведување нови спа содржини, угостителски дел, игротека и други содржини во форма на отворен паркинг објект. Отворен покриен објект. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на градски базен и уредување со реквизити за спорт и рекреација на вода. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка 28. Предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на градски базен и уредување со реквизити за спорт и реконструкција на вода. Дали има други предлози за измени и дополнување на досегашниот дневен ред? Се договоривме тромесечие да биде иземена, така? Добро. Овака читаниот дневен ред го ставам на гласен. Кој е за? Доколку нема измени и дополнување. Едногласно. Прва точка. Предлог за кофинансирање на проектот изградба на скејт парк со 7 елементи за управување на уредување на пешачки и велосипедски патеки во Вардарски плански регион. Отварам расправа. Ајде. Процедурално само. Претходниот совет побарав да ни дадат детална анализа за сите донации во последните 10 до 15 години. Гледам, нема таков документ. Побарав да биде пишен документот. Нема. Претходниот совет замолив комуналец администрацијата да ми спомогне на клинска, таму имаме еден самохран родител за неколку квадрати коцки, пошто еве сега че има и невреме, сета атмосферска вода на човекот му влева у куќите. Нема ништо од тоа. Благодарам. Отварам расправа по прва точка на дневен ред. Зошто нема извишен за донациите?
Бараме на крај од службите објаснување ли? Председателе, ја мислам дека тоа беше пред месец и нешто. Мислам дека службите тука водат записник и се знае кој што дебатирал и како кој советник што побарал. Мислам дека до сега требаше да не биде документот турен на масата. Благодарам. И уште една шапа за Клинска, самохран родител. За 10 до 15 квадрати коцки не е дојде на още. Благодарам. Говори градоначалник. Делот за извештајот во делот на донации, ќе ја видим после од сектор финанси, мислам дека е изготвен и ќе го достава до сите советници. Сега во за Клинска малку невкусно вака и да не политизираме многу, затоа што истиот тој човек има 4 пати кај ми дојдено, 3 пати у службите, 2 пати на терен сме биле и најдобре разбирање кај нас, однесивме механизација, однесивме материјал да работиме. Станува збор за дивоградба на куќа која што нема пристап. И станува збор за пред неговиот лес за приватен имот. Ние сме спречени да работиме од господинот кој што го поседува имотот пред неговата куќа. Во меѓувреме направивме исправка на програмата за експроприација, порачен елборат, ќе го експроприираме тоа парче од 8 квадрати и ќе му направиме пристап. Тој чекал 30 години, затоа што има меѓусебени споров. Значи не е општината во прашање или било која институција. Така да, шом ги реши имотно правните односи, утре дента ќе бидат коцките наместени и човекот ќе има пристап. За исти човек зборим. За човек кој ќе има едно детенце, мислам дека да не шпекулирам, детето има некои потреби малку повеќе и станува збор за Клинска у Торе, така. Отров станица право. Истиот човек е. Имотното правните работи да ги решиме, немаше добра волја од соседот да отстапе, мораше да одиме со судска постапка за да добиеме земјишто на наши. И беме спречени да го завршиме тоа. Така да, шум го решиме тоа, веднаш ќе биде завршено. Доколку нема за збор, точката број 1 ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 2. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикасност во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 3. Предлог одлука за кофинансирање при аплицирање по приоритетен проект подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикасност во средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадаци. Кој е за? Погласно. Ваше. Чекай, предлог правен за Тројка помина. Да, сега кој е правен кој? Одиме на четврта точка. Правилник за користење на финансиски средства од буџет на општина Кавадаци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадаци за управување со енергетски ефикасни грејни тела. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 5. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 2019 година. Отварам расправа. Повели Никола Трендафилов. Поштуван градоначалник, председателе, колеги советници. Мојата забелешка е во насока на сумата која што ја издвоивме како субвенција за граѓаните. Значи, изминатата година знаеме дека почнавме со 1 милион, потоа додадовме уште 2 милиона денари за да заокружиме 3 милиона денара. И јас сметам дека во наредниот ребаланс на
на буџетот на Советот, на општина Кавадарци, би требало оваа сума да ја вратиме најмалку на ниво на сумата која што беше ланската година. Јас сметам дека Советот и посебно градоначалникот има одлична агенда во однос на зачувување на животната средина, меѓутоа еве тука и јас би сакал и мислам дека сите ќе се сложите во првата наредна прилика, при првиот нареден ребаланс, сите советници да согласиме дека сумата да ја вратиме на 3 милиона денара најмалку како што беше изминатата година. Тоа е, нема друго. Друг за дискусија? Немаме ребаланс на првата следна, 7-8 месец. Со првиот Со првиот ребаланс. Колеги, со забелешката, Ама ние после веќе првиот имаме тоа предвидено во ребаланс, така да... Тоа е само кажа заклучок, а во ребаланс... точката со заклучокот од Тредофилов ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка број 5, предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните за купување на енергетски ефикасни грејни тела за 2019 година. Кој е за? Едногласно. Шеста точка. Годишен извештај за постапување со отпад по програма за уредување на отпад на територијата на општина Кавадар за 2018 година. Отварам расправа. Доколку нема точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 7. Предлог програма за управување со отпад на територијата на општина Кавадар за 2019 година. Отварам расправа доколку Никола Трендафилов повели. Само неколку кратки поенти во врска со управувањето со отпадот. Првата работа е и за граѓаните да знаат, прв пат оваа година ќе почнеме со собирање на посебни места, че има посебни места и се надевам дека тоа од општинската администрација и од комуналец ќе биде нотирано каде ќе бидат тие места, наведени се во самата програма за собирање на батерии и друг електронски отпад. Значи одиме еден чекор напред и е наведено во програмата, не е наведено точно колку ќе има зголемување на контейнерите за собирање на рециклибилен отпад, значи отпад во насока на хартија, пластика и стакло и метал. Ми останува заклучокот дека многу слабо селектираме отпад. Се надеваме дека со овие нови контейнери ќе бидат поставени и со поинтензивна малку кампања и од општината и од јавно претпријатие Комуналец, еве апел до сите граѓани да почнеме да го селектираме отпадот во наш интерес. Благодариме. Дали има друг за збор? Доколку нема точки, ја ставам на глас. Кој е за? Едногласно. Точка број 8. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2019 година. Не е земена. Значи, точка број 8. Програма за изменување и дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во собственост на општина Република Македонија на подрачјето на општина Кавадар 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Девета точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет пред Основен суд Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 10. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро. Ревизија на дополнување на основниот проект на главен колектор за отпадни води на град Кавадарци до прочистителна станица. Измени во тек на градба од Друштво за градежништво, промет и услуги Геинг Скопје. Точка број 11. Се извинувам. Колеги, отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 11. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро изразено како изведување и реконструкција на фонтана Кажувчанка
Отварам расправа, доколку нема никој за расправа. Ја ставам на гласање кој е за. Благодарам. Точка број 12. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, изразено како дрвени столчиња, јами. Кој е за? Едногласно. Точка број 13. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за отпис на и расходување на основни средства со архивски број 02/126/4 од 19.3.2019 година, донесена на седница на училишен одбор на Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадаци. 14 точка. Предлог програма за Ставам на гласање. се извинувам. Ја ставам на гласање кој е за. Точка број 15. Предлог програм се извинувам дечки 14. Точка број 14. Ми се испишани по друг редослед. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадац за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 15. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Блашко, да не сакаш збор? Ја ставам на гласање кој е за. Точка број 16. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект за образование во место викано Михајлово. Кој е за? Школската куќа. Точка број 17. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадац. Заедно со амандманот. Кој е за? Точка број 18. Предлог одлука за утврдување на потребите за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрување за постапување на урбаната опрема, за поставување на урбаната опрема на подрачјето на општина Кавадац. Кој е за? Едногласно. Точка број 19. Предлог одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Кавадац. Кој е за? Извештај, не, таа не ја четеш. Изедам. Сега? Сега конти хидрофис. 22, сега. Точка број 20. Точка број 20. Предлог одлука за примање на донација, основен проект за техничка документација од Конти Хидропласт Дуел Гевгелија и предавање на ЈП Комуналец Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за дискусија, ставам на кој е за. Едногласно. Сега престанување на важно. Точка број 21. Предлог одлука за престанување на важење на одлуките за давање на времено користење недвижен ствар на ЈП Јасмин Кавадаци, градски базен. Кој е за? Збор Туриманџов Повелин. Сакам прашање да поставам едно, две таки. Прво, сакам да питам как помина Јасмин од Свети Воја од прошла година што го зеја презентот, тие колку, 3-4 месеца. Што доби Јасмин од тоа, за презентот што беше даден на фирма. И што ќе правим со тоа што и исти тие луѓе што го зеја презентот не ја платија војата у Комуналец? Планирате ли да платат војата, как ќе види? А за струјата не знам. Ја чекаш. И мислам дека вакви работи кај идат треба бар некој пишан документче да имаме, бар да знаеме. Па имате 5-6 донации, клени да доте да видиме за последните 10 до 15 дни колку донации. Што ќе се молиме ли тук се?
да ми дајте документ. Така и воа си го зимат базенето, си го враќат, некој вода не плаќа, а ваму и дужби човеци по 500 денари со извршители води да плаќат. Карти наплачаат там, комерцијала имаш. Зошто не си платиле вода? Па и струјата ако не е платена. Благодарам. Колеги, и ја ќе кажам. Ајгар началник проект. Почитуван советник, во врска со издавањето на базенот, сите правни регулативи и нормативи врз основа на постојањето на правниот систем на нашата држава се запазени. Киријата авансно е платена, ми се чини дека беше околу 4000 евра, уште пред да влезе на базенот, 4000 евра плати авансно кирија. Така беше област. Второ, во дело, дали платил струја, дали платил вода, да не навлегуваме во меѓуодноси меѓу две компании и како договор има што. Моје лично сознание е дека струјата му е очистена на нула, а дека водата се уште нема платена, али затоа јавното предпријатие Комуналец има правна служба, има рок на плаќање, може би има договор направено на рат. Не знаеме, имавме услови да го даваме, така да во такви меѓу партнерски односи меѓу две компании да не навлегуваме, секој си ја брка своите работи. Ние како совет, и како општина и како јавно предпријатие Јасмин, условите кои што ги имавме ги испочитувавме максимално и најбитно ни беше киријата да ни биде платена однапред авансно, за да немаме после правни последици да го бркаме по делот на наплата. Така да мислам дека сме чисти во тој дел комплет. Благодарам. Повели. Значи, начално што нешто тука изгледа не може да се размери. Ја не зафлевам која фирма како на кого душа. Тие базените е имот на општина Кавадарци. Он се обврзал да си плате таму се што треба на општина Кавадарци. И треба да си плати. Значи вода нема платена. А не е водата на општина Кавадарци. Чија вода на Комуналец? Он може вода од Грција да купи од море. Аха. Може значи. Значи според тебе може и тоа да го направите, донесе вода од Грција па да го направи базенот. Морска вода. А така ли го направи? Не знам. Не знаете градоначалник. Значи да знаат граѓаните, вода си напълни од Комуналец и водата не е платена за базенот. А фактураната? Затоа јас му викам, дајте документи, а не вака да се правиме муабет. И ќе помислам дека некој нешто крие. Колеги, дали има уште некој за збор, доколку нема точки ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Може сега за донациите да ми... Овака на крај ќе ги прочитаме донациите. Ќе ги прочитаме донациите и ќе им се заблагодариме на овие што донираат по овие точки на крај. Дајте ми за донациите. Ева ги. Цанки електронски пуштимо сите. Не, на електронски пошта. Да пишам документ повараа, нека сите советници повараа. Точка број 22. Предлог одлука за престанување на важење на одлуката за давање на времено користење на недвижна стар ЈП Јасмин Кавадарци во заграда градски базен. Отварам расправа, доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? 23 точка. Едногласно. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КП број 13.709 КВ Кавадарци 2 во собствена општина Кавадарци по пат на електронско јавно надавање. Отварам расправа. Доколку нема точки ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка 24. Предлог одлука за примење на донација материјално добро изразено како изведување и реконструкција на фонтана Кодин Горска. Ставам на гласање кој е за. Благодарам. Одлука за започнување. Ова предлог одлука за примење. Ева. Не брзайте дечки, измешани се како не си. 25. Точка некако. Точка број 25. Предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на комплексот Ла Луна со воведување нова спасодржини угостителски дел
игротека и други содржини во форма на отварање покриен објект. Отварам расправа. Доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 26. Предлог одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција на градски базен со уредување со реквизити за спорт и рекреација на вода. Отварам расправа. Одиме на гласање. Едногласно. Со ова е исцрпен дневниот ред. Колеги, само вака. Дневниот ред е исцрпен. Градоначалникот ќе објасни за донациите, јас на овие три фирми што сега ги прочитав од моје име и од име на Советот им се заблагодарувам. И посакувам да не ја изгубат навиката и натаму да ни помагаат. Може. Остане најде, да секоја ќе да дава. Па нека дават. Доброволци. Почитувани во врска со извештајот за примени донации во општина Кавадаци 2018 година и 2019 година до вчерашен ден. 2018 година општина Кавадаци има примено донации од купна сума од 25.906.000 денари. Јас, пошто барате извештај, вака сега и јавност нека слушне, на брзина би ги кажал екстра, тоа од Кавадарци, 60.000 денари униформи за моја општина. Кожувченка доел 4 компјутера, лаптопови. Јас побарав последните 10-15 години. Јас да кажам за 2018 и 2019. Јас не побарав за това. Значи, тоа ни го знае. Ја мислам дека туку у записи го тубава стојат. Јас побарав да видиме колку вие нашите фирми кавдаречки биле желни да донират у претходен период, колку се сега. Да видиме како нашите кавдаречки фирми у некој претходно раководство колку пари донирале, како сега. Да направиме компарација. Иначе ни тоа го знаеме, тоа што ни каристуе за поздравување. Ја немам дилеми за ова дека некој си одделил од джепот пари. Форет, значи кај мене имам извештај од кога сум дојде на мандат. Јас побарав за последните 10 до 15. Че ги задолжиме Стефанија тогаш до среда најдоцна да биде пуштен кај сите советници извештај од пред нашиот почеток на мандат уназад 10 години, не верувам дека имате евиденција, али барем 5 години кои извади, че биде супер. Да само да повторам дека да се го имате на ум, вие ги гласате, ама не ги знаете каква вкупна сума. Како вкупна сума, пак ќе повторам, 2018 година е 25.906.673 денари, што е некаден 50% од вкупниот приход на општината од данок на има. Тоа е многу сума за поздравување. А за 2019 година е уште подобра ситуацијата во делот на донации. До сега имаме скоро 10 милиона денари примени донации. Така да третира поминатот годините, се надевам на понатамошни донации. Тука не ни се вклучени поголемите донации, пример, влезени ВВ Трикпе со 3 милиона, што ще да го имаме. И се надевам на добра и позитивна соработка и со бизнес секторот и понатаки. По делот за претходните 5 години извајте извештај, да се направат операции, да се споредите, да видите какво биле, што били донациите. Сега вече кога сме тука на оваа тема, јас сакам да кажам за три работи, ако дозволите. Значи, во делот на аплицирањето за велосипедската патека за Мокриште, сме го завршна фаза на подпишување за договор во јуни месец, ќе почне да се гради негде јули-август. Скейт паркот кој ќе го градиме во споразум. Кој ќе финансира патеката пешачка? Патеката пешачка се финансира од Агенција за рурален развој по две поднесени апликации и исполнување на самите услови за апликации. 15 милиона денари преку Плански Вардарски регион и 15 милиона денари директно наша апликација од општина Кавадаци.
Второ, преку тие агенции за рурални развој и Светска банка имаме искористено уште 20 милиона денара веќе одобрен проект, а тоа е проектот за село Сопот, комплетна реконструкција на водовод и атмосферска канализација, кој ще се распише брзо да се почне со работа. Тоа се така од покрупните проекти. Во меѓувреме, некаде на околу 2 милиона евра средства би требало Светска банка да добиеме за регионални и локални патишта. Тука сакаме да го ставиме патот на кај Дисан од наша страна, не смееме да аплицираме од територија на општина Негодино. И мислам дека проектот е готов и дека ќе го аплицираме. Скейт паркот, кој што сакаме да веќе го изгласаме да го направиме од спортскиот центар Јасмин, тоа ќе ни биде комплетна донација со мало кофинансирање. Ми се чини дека беше донација од не јапонска амбасада, него од норвешка амбасада. Исто од шведска амбасада имаме апликација за сумарско училиште за фасада и за кров нов да се замени со енергетска ефикасност, по 4 милиона денара. Нема да имаме кофинансирање таму. Значи ние носиме одлука за можност за кофинансирање. Али според проектот и сите услови мислам дека ќе биде во целост од донација. Колекторот кој што треба да го изградиме до после Марена од Министерството за животна средина ни одобрија денеска го потпишавме договор од 5 милиона денара, вкупната инвестиција е 20, со прв ребаланс ќе бараме средства уште 15 милиона да го завршиме оваа година до крајот до после Марена. Очекувавме повеќе, меѓутоа заради обемот на потребите на Министерството за животна средина ни одобрија само 5. Градинката во село Марина очекуваме да ја пуштиме за 2 до 3 работни недели. Во село Возраци е исто така отпочната со реконструкција градинката. Оние крупни општински, градски проекти да ги наречиме, како асфалтирање на повеќе улици, булевари, отпочнување на изработка на анод за паркинг, отпочнување со работа на новото пазарче кај новиот суд, се веќе сите во одмината фаза и отпочната фаза, вклучувајќи и Северен булевар и сите други. Западен булевар треба со оглед на временските прилики од среда четврток да почне се асфалтира и да го завршиме за 2 недели. Сакам да напомнам тука и да ги информираме и жителите и граѓаните на општина Кавадаци, нормално и вас како советници, дека комуналната изградба по однос на урбани местни заедници од кај 25 мај ќе почне интензивно. Значи сите фирми веќе се воведени во работа и се што имаме по селските средини и по урбаните средини, градски и приградски, е комплетно завршени договори, негде околу 85 милиона денара се сите во процес и треба да отпочне од 25 мај со интензивна изработка. Тоа се тротоари, реконструкции на улици, асфалтирање, водоводи, потребите на граѓаните. Меѓу кога што ја спомнавте, советниче и ова уличка за пристапност на тоа семејство. Молим? Не, Дрилински од Клински. Да, значи од исто. Домот треба да се покрие, значи се што е ставено во програма, значи 100% програмата која што имаме по местни урбани заедници е тендерирана, распишена и ќе се заврши. Тоа што го бараа жителите, што одевме по урбани заедници, ништо не иземавме, комплетно 100% ќе го завршиме. Тука сакам да ја спомнам Винската куќа, исто преку Плански Вардарски регион ја аплициравме, добивме 6 милиона денара грант, 3 милиона денара наше учество, тендерот треба да биде за 15-20 дена во постапка и да се почне со работа на Винска куќа да стане Вински регионален музеј. Ла Луна и градскиот базен, како што ги спомнавте, физибилити студиите се во процедура и ќе се течат понатаму да ги завршиме. Мислам дека во тој дел ќе имаме голема отскочна даска во делот на капитални проекти кои што треба да ги завршиме. Единствено ни останува како покрупен проект и од она изборна програма која што имавме, да отпочнеме со работа за градскиот пазар. Градскиот пазар средства делумно има обезбедено, проект имаме, единствено останува урбанистичкиот план кој што имаме во тек во процедура и имаме приватна иницијатива за измена, некаден за месец дена да го завршиме. Морам да спомнам дека денеска и со Министерството за транспорт и врски бевме во комуникација. Генералниот план кој што и од претходниот мандат 3 години го работеа, од минатата недела е веќе во Министерството за транспорт и врски комплетиран.
и се надевам дека ова недела ќе дојде до негово имплементирање, одобрување и да може да има Кавадаци веќе нов генерален план. Со тоа ќе ни овозможи новиот развој на општината да биде во поголем развој и да почнеме со правење на нови детални планови, пошто многу и фирми и физички лица чекаат на тој проект за да го завршиме, за да може да има поголем развој. Тиквешко остане улицата исто преку Светска банка добивме грант од 3,5 милиона денара, тендерирано до завршен тендерот, треба да се почне со асфалтирање. Така да мислам дека една урбана изградба ќе имаме убаво во Кавадаци, која што ќе придонеси за подобар углед на самиот град. Сакам исто да ви информирам во делот на временските услови, денеска во 2,5 часот. Добро. Чинам дека имавме донација преку комуналното предпријатие околу 2 милиона евра. Тоа мога да не ја спомнам никој. Тоа е донација до најголема. 2,5 милиона евра имаме донација. Донација плюс и кредит дали се многу поволни. Да. Да не спомна ништо, никаков проект. Тоа си е преку комуналец. Не спомнав, еве, тој како крупен проект не ми е ставен на страна, не е на страна, него у процес е. 850 евра имаме за реконструкција на Дешка Тошева со два краци на Галишка, ми се чини дека улица. Тој тендер е завршен, таму е консорциум со 3 компании кои што го добија тендерот, две се од страната компанија од Кавадаци и договорот треба во среда се потпише и за 15 дена ќе ги воведеме у работа. Значи тие голем проект од 850 евра, ќе има комплетна реконструкција на водоводната и атмосферската мрежа со враќање во пробитна состојба на асфалтот, нова улица. Со отпочни рок на завршување е 6 месеци, така до крајот на годината тоа го завршуваме. А за оние 2,5 милиона евра кои ќе ги имаме грант преку КФВ, Германската банка и Сојузна република Германија, сите проекти ги имаме изготвено. Денеска баш таа одлука ја донесивте за примање на проекта за донација. Успеавме проектите да ги земеме донација. Проектите се изработени врз основа на координација со јавното предпријатие Комуналец, со нашите служби градежници, со хидролози кои што претежно 95% се наменети за атмосферска и канализациона инфраструктура во општина Кавадаци. Проектите ги имаме, договорот е потпишан, чекаме од Светска банка, Министерството за транспорт и врски заедно со Министерството за финанси да изберат надзор на проектот и очекувам негде од септември-октомври да бидат оперативни тие средства, заедно со проектите да можеме да почнеме да ги изведуваме. Тоа ќе биде така еден голем запад, кај што наредната година и пол ќе се исцрпат тие сите средства и ќе ги завршиме тие проекти. Со тоа Кавадаци ќе добие поројниците и сите нелагодни ситуации во делот на атмосферска канализација, мешање и канализација со атмосферска вода, да 99% го решиме како проблематика. Паркирањето е поврзано со генералниот план. Како што спомнав, ова недела очекувам позитивно мислење за генералниот план. Штом го завршиме тоа, ќе направиме една координација заедничка, ќе донесеме одлука каде што ќе отпочнеме со една фаза имплементација на зонско паркирање во општина Кавадаци. За тоа што со новиот генерален план се менува категоризацијата на улици во помал ранг, за да може да имаме паркирање. Тоа не беше пречка. Катната гража кажа, фанот, дека е распишан, градба прометен носител, треба да почне негде од јули месец со работа. Тушите нешто сака да Долната катна гража, во зависност од средства колку ќе ни останат, со ребалансот кој ќе го предвидуваме во јуни месец, затоа што на многу тендери до сега имаме доста средства акумулирано. Тоа значи дека од нашата проектирана и буџетирана сума компаниите си имат спуштено пониско, ќе ги акумулираме тие средства, ако можеме дополнителни приходи да обезбедиме во меѓувреме, со ребалансот кој што ќе биде во позитивна списла ребаланс. Предвидуваме да направиме ова што го спомна и советникот Трандафилов, да ги зелеме субвенциите во делот на грејни тела и велосипедизмот. Нормално тук сакаме да вметнеме и катната гража како отпочнување во двогодишна набавка. Местната заедница тренува нешто, превршавам се, што ќе има по-крупен проект? Сепак граѓаните од таа местна заедница барат некоја по-голема изграда. Има комунална програма. Да не го повтараме тоа што е завршено, во моментот милион и пол денара се во оптек за местна заедница Дреново. Денеска тендерот треба службата за јавни набавки да го распише.
комплетно фаќање на атмосферста канализација од негде сред село до површното игралиште за фудбал кој што го имат. Тоа значи дека поројниците која што му е најголем проблем и проширувањето на самиот влез на селото Дреново ќе се заврши, така да ако тендерот биде секако што треба, за месец дена би требало да почнеме со работа и таму. И во втора фаза, со ребалансот во јуни месец, планираме од тој зафат надло да го прошириме патот барем со уште 1 метар, за да може да имат подобро движење самиот зврчај. А на базеновите за детските градинки додатни што треба. Колеги, ај душите дајте и нека кажат, нека праша. Вчера бев покрај тоа што беше недела да ги посетам доградбите на занималните. Во ваташката градинка е во завршна фаза, за месец дена ќе бидат пуштени во функција. Таму се 5 занимални по многу добри стандарди направени. Опремата веќе е пристигната, опремата треба Министерството за труд и социјална политика да обезбеди, веќе е обезбедена и стигната. Очекувам негде за месец дена да ми сипо да ги пуштиме тие две занимални. Таму ќе се сместат плюс дополнително околу 60 дечиња. Нормално, штом бидат готови, дали на воредна седмица, дали на редовна, ќе ги ставиме во употреба. Во градинката, во Пепито школото доле, крадбата е малку посериозна, таму се 5 занимални, затоа што е посебна катна зграда. 5 занимални, таму треба околу 140 дечиња да сместиме, таа би била негде за 2 до 2,5 месеци готова. Опремата исто така ќе потенцирам дека е стигната. Ако заокружиме со тоа што во Марина градинката ќе има 2 занимални со 40 дечиња, во Пепито 5 занимални со 140, тоа се 180, во Батоша ќе сместиме околу 60 на деца, тоа се 240, и во Возаци кога стигнеме градинката, ние ќе дојдеме на фаза на веќе завршна фаза со дечињата кои што чекат на список за примање, негде околу 300 се. Мораме да потенцираме да кажам дека преку Светска банка од трите града, ние сме едниот град кај што е одобрена нова градинка да се гради. Тоа е на улица Ресавска горе. Експроприацијата е завршена. Сега сме во постапка да го исплатиме. Урбанистички сме усогласени, проектот го имаме, тоа беше и предност да добиеме апликацијата и средствата, за тоа што на време го готовивме и земјиштето и проектот, и таму ќе изгради комплет нова градинка за 160 деца. Така да ќе ги растретеме овие сите градинки, и морам да ја потенцирам уште една работа, дека во буџет е ставено сека некаде со првиот ребаланс во јуни месец, ќе го ставиме во буџет носење на софтвер програма, која што мислам дека сите ќе одобрите и прифатите. Со сега чекањето на деца во градинка и евиденцијата се водела на некој начин кој што лично мене не ми се свиѓа и занемарлива е за некој е добра. Значи направиме софтвер програма каде што електронски ќе ги воведуваат децата кога се упишало, колку време чека, и да има редослед соодветен, каде што ќе има дофат и ќе има прегледност секој еден, за да нема манипулации во делот на ургенции, во делот на запослувување на некои деца. Така да тука ќе направиме на комплетна равноправност. Тој софтвер нема да не кошта повеќе од некои 3000 евра. Мислам дека занемарлива сума за да има објективност и транспарентност према населението, пошто верувајте дека стварно има луѓе ставено во незавидна ситуација од некој друг кој што може да добре до друга ситуација. Дујца? Ви одговорите, ти прашање секој. Така. Јас со ребалансот кој ќе го донесеме, ќе одвоиме средства плюс за проектот Тостомен, визибилите студията е направена, проектот е у завршна фаза како идено решение, што му одвоиме средства, ќе го тендерираме, го имаме основниот проект и ќе чекаме на државата да го донеси гасот до тука. Врз остава тоа ќе формираме новно јавно предпријатие и ќе ја спроведиме гасификацијата примарна и секундарна во самиот град. Веќе определивме локација за станиста за гасификација, кај ќе се наоѓа, во генералниот план е ставено тоа и мислам дека во брза фаза ќе биде тоа завршено. Каличалик. Солекувалната во Марина. Ќе биде. Солекувалната во Марина е со вредност од 1.200.000 денари. Пошто не успеавме да ставиме во првиот буџет, пошто со новиот закон бевме ограничени да не одиме 10% над приходите на општината. Исто е планирана во вториот буџет, не само солекувалната во Марина, него солекувалната во Марина, Сопот, Кришич и Дрено. Значи во тие 4
села треба да ги завршиме со опакувањето. Во Марина ќе биде тврда градба, во Глижич и во Дреново треба да биде од монтажни објекти. Началник, се извинам, само што да кажеш. Ај, уште 2 години. Так се уште постои желбата за отварање на приватна детска градинка, што спомнавте. Не само што постои желба, Тој ќе биде. него со донесувањето на новиот генерален план, веќе парцелата е определена, после носиме детален план и таа парцела е наша, односно на Република Македонија земјишто, ќе ја пуштиме на јавна аукција. Градоначалник? Која држава? Ќе ја пуштиме на аукција со јавно надавање со намена детска приватна градинка. Градоначалник? Исто тука сакам да потенцирам дека до Народниот совет веројатно ќе дојде до кај вас и измена на програмата. Сакаме да правиме, односно физибилити студија за така нареченото стрелиште кое што е спроти ресторанот Бриони, тоа е напуштено. Сакаме како парцела да направиме физибилити студија, таму е намена спорт и рекреација. Доколку најдеме заинтересирана странка која што би го купила тоа земјиште или на било кој начин да го земе, да изграде спорт и рекреација. Таму не може друго да се граде, само тоа. Значи ако може да направи затворено стрелиште, отворено стрелиште, пошто има потреба и од професионална гледна точка за институциите, меѓутоа и од спортски момент за да се развива спортот во делот на стрелаштво. Денеска иницијатиравме исто до Министерството за транспорт и врски при односно при индустријско училиште Кавадарци за ветнување во самиот план е зона, а тоа ќе биде негде со површина од 2000 метри квадратни за изградба на полигон за потребите на самото училиште, за тоа што стручно спредно училиште. Многу логично е да има еден полигон за вежбање при делот на ладите за возачки, за сообраќајни правила и тоа мислам дека ќе помине како такво. Со новиот генерален план значи се отворат многу можности да прецизираме исто во Ваташот спортската сала за при школото, во Стражов спортска сала треба да се завршат. Тоа се тоа е административен недостаток кој што не ни дава да движиме напред, за тоа што планот ни е многу стар, деталните планови мора да се донесат и да може да се граде. Ще напрашаме каква е сопката да се снабдувањето на овие лозовите насади во областа на Ресава, Привидол, има туди до проблем, долго време, близу се до езерото, а и так проблем да има вода. Тоа е водостопанство. Тоа не е под наша ингеренција, тоа е директно по водостопанство, под државна институција. Ги слушаме проблемите, доаѓаат тука земјоделците дека имаат многу недостатоци, поготово со каналите за наводнување. Ама тие проблем не е од сега. Тие проблем за воа лето ќе му биде проблем и ние како општина само го известивме и водостопанство и Министерство за земјоделие, тоа може да направи. Што оде за фени, влада со пумпите, може со фени да направите муавет, да си платат. Но има 2 пумпи. Ме водостопанство не го решава тие проблеми, не го решаваме. Од тие канал да се земе и да си платат луѓето. Да, гледај, немој да ги не сочуваме грешно луѓето. Значи јас како градоначалник имам и морална обврска да ги застапувам и земјоделците и граѓаните сите и го правиме тоа. Цела институција постои во Кавадаци, тоа е водостопанство, подружна единица Кавадаци, кај што има и директор, си има и вработени. Мора преку нив дојде тоа и да разговарат со ФЕП. Градоначалник не е за водостопанство. Тие канал го користи фени само. Ама него ФЕБ нема ништо. Ама собственост на фени. секоја вода која се третира надвор од водоснабдителниот систем оде при водостопанството. Може да работи за граѓаните, да му помогне на луѓето. Ама нема закон прави. Може да направите муавет со фени. Добре, еве да му речеме на Фени, ајбе, молиме, ставите Без пари. пумпи, само. Пумпа нека биде за... А паресови пегнички си ќе платат. Значи да му кажеме на Фени, дајте вода за земјоделци. кој ќе Да наплати? си платат луѓето На кој? На На Фени. Не Нема сме Фени да дейност, продаваме. нема можност тоа да го направи. Не може така. Тие пари нека бидат во фени донација за општината, што да ви кажам. Нема правен можност. Тоа малку да дојде. Само момент, не брзате, полека. Така. Немам се одладуиме за вода, немале пеклиште ресева. Нитко сака умарена соплекувална.
ја на Митко Бирко би го тој да прашам, не се опрекувалам. Марина градинките по мое, треба да закасне малце, ме гресне кај колектор, код Граночанчко, колешко на тај. Како тие деца ќе бидат сместени така? Да, министр. Тој да го затворим и школата. Не така сега. Значи тоа е најлесно да ми одговорите начално шаг, ајде да го затворим школа. Ама гледај, значи во Марена во моментот никој не кажува дека нема услови за живот. Значи Се навикнати. се навикнаа. Прво и основно, таму кај што сега градините нова отвараме, на само 10 метра има основно училиште. Условите за живот во Марена се такви како што се, сега и со новиот колектор само ќе ги подобри. А не дека сега нема услови за живот. Значи сакаме да ги подобриме, да бидат на повисоко ниво. Така да апсолутно не можеме да ги делиме и мислам дека Ја не кажа да ги делиме децата, ама нема да ме се една од тие родителите ќе му биде детето 8 сата да ги мери сит фекалии на кавада. Секој е умарено. ама он секој Марена живее, не знам. Секој живее у куќите и у градините умарено. И дома исто е. А градоначалник само за... Еве вишо се буите, ја предлагам паште деца однести ги таму. Секој не е умарен. Нели ова треба да го направиме градот да биде за сите да има живот. Не може моето дете да дише чист ваздух, а некој дете умарен да му диш фекалии. Да, ама ако гледаме така, до само пред 7 месеци, пред да се вклучиме и јас како градоначалник и вика совет, колекторот беше точно до новата болница. Точно до новата болница. И тоа зараз Сега е градоначалник добро. уреду ли? Не е во редо и затоа Да видиш после освободени градоначалник, па да го доведеш колектор до после болница. и затоа надприродни сили човечки дадовме за да го доведеме сега до 3 програма. И ваа година да го завршиме до после Марина. Дај Боже. Па тоа ме мојата бе, не е никој друг. Апсолутно колекторот е приоритет за мене и за цела општина и тоа се заврши. Градоначалник само уште војче завршам за гасоводот. Рековте државата дека ќе го истера. Ама луѓето сакаат да чуат која држава, не спомна име на државата. Дали Русија, дали Украина. И за басейнот имате приватни објекти. Ма да знам која држава го... Легализирани. Комуникација ли сте со фирмата градоначалник? А не иде од Русија? Што прави? Во комуникација сме само вака, јас сакам уште едно да потенцирам, значи денеска во 14:30, сега не знам ни колку е. 12, 15. Значи во 14:30 свика воредна седница на кризниот штаб за тоа што се очекува невреме. И еве дека слушнати граѓаните, ние апелиравме и вчера и денеска ќе има комплетна мобилност и приправност на сите јавни институции, уклучувајќи и армијата и полицијата. Сега читав пред малку и на вести дека Загреб, Љубљана имаат страшни поплави. Поплави. Да, така да кризен штаб ќе се дава, сите ќе бидат на мобилност, верувам дека и тука има членови на кризен штаб, мислам Трендафилов, вие сте. Да имате информација и ако има некои проблеми, 24 сата да сме... Објектите приватни на базените што се направени. Нека го тоа бе, не е наша работа. Не, ќе го одговорам и тоа. Објектите приватни на базенто се направени повеќе од 20 години сигурно. Да. Во некој договор со претходни раководства на локалната самоуправа и се без правен статус решен. Тоа е земјиште општинско, тоа е земјиште намерено за спорт и рекреација и не знам на кој начин кога некој дозволил да се гради таму и со која намера и цел. Сигурно било за развивање на самиот базен да се направи. Во моментот има поднесено барање за легализација на истите објекти, ги немаме легализирано и нема да ги реализираме се додека не донесеме заеднички став. Мој заеднички став, мислам, мој личен став и став на службениците е дека тие објекти треба да не се легализират, треба да се најде начин со соседникот кој ќе ги изградил или да си ги отстране од локацијата, или да најдеме начин како тој соседник, доколку постои како соседник и докаже собственост, да ние го обештетиме со некој минимален или нормален износ на сума да ни ги остави на општина Кавадац. А ни во еден случај да го тоа приватизираме и да му го дадеме на некој за тоа што целиот концепт кој што некои паметни луѓе уште од 90-та година го направи тоа да биде спортски центар, ни сега треба да го распарчиме или да го разградиме. Не е во ред и тука ќе држиме таков став, па верувам дека ќе го потроиште и ви кога ќе дојде денот за
самата легализација или за отстранување на тие обекти. Таму станува збор за два обекти, едните обекти со намена ресторант, другиот не знам која функција Пумпите има. се доле, долниот дел се. Али во времето кога се градени, само тоа да го знаете дека се градени како обекти од времен карактер. А сега за тоа што законот е изменет и не разликува обекти времен карактер, не времен, затоа може да добијат таква стигара. Што го решаваме заеднички. Благодарим.